ангажират во правецот во кој што како ние ги насочуваме, но имаме доста активности кои што барат одредени подготовки за настани кои што заpravo треба да се случуваат. И токму една од тие активности е Меѓународна школа на миграција, која што Црвен крст на град Скопје со нашето национално општество веќе трета година ја спроведува поред. Истото започнува од понеделник и трае до петок, што значи дека 5 дена ќе се случува во нашиот центар во Перино, каде што имаме гости од 10 земји од регионот со своите представници кои што се или волонтери кои што работат на полето на миграција или пак се професионални лица кои што ги водат овие волонтери, да речем, целиот тој процес и сето тоа што треба да се направи во секоја земја. Значи, земјите кои што ги очекуваме да пристигнат се Албанија, Бугарија, Грција, Италија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Србија, Русија, земји кои што минатата и година пред таа се јавија во листата, ова е како еден континуитет во делот на едукација на нашите ученици. Важно е да се каже дека на таа школа се зборуваат темите за миграција, имаме и доста велики професори кои што доаѓаат од нашата земја, кои што се експерти во делот на миграција, кои што моето искуство знаење, да речем, ќе го споделат сите учесници, а ќе имат можност пред прашања, да се отворени да се види да научат и повеќе. Освен професори кои што се дел од предавањето, целата работа од обуката, ќе бидат и гости од Високиот комисаријат за девојки, од Мила, од Иван, сите овие кои што веќе кажат работат на оваа тема, но секако и од Министерството за социјална политика, каде што ќе ги споделат своите стратегии во однос на нашата земја и овие миграции кои што се случуваат. Имаме учесници и учесници од Македонија, тоа се волонтери делот нив, но делот нив и лица, бидејќи повекот беше отворен, кои што се заинтересирани за темата и кои што студират некои различни, да речем, струнни факултети, универзитети, каде што мора да помнуваат своето знаење на оваа тема. Кој што може да посакам наистина убав пресtor во нашата земја, покрај темите на кои што ќе се зборува, да ја бидат културата, јазикот, убавините на турското и на украинското и да уживат се она што го нуди нашата земја. А секако како сме поминале и што се случувало, тоа се повеќе следно знакот, следно појавување. Во рамките на ПХВ програмата Црвен крст патија промоција на хумани вредности, алатка преку која што ги рекрутираме и задржуваме волонтерите во нашата организација, од 21 до 27 септември се покоцува ПХВ неделата. Тоа е традиционална недела која што се одбележува на ниво на целата држава во сите 33 општински организации и целта на истата е промоција на мирот, толеранцијата и соживот меѓу младите кои што се од различни етнички групи.
Gotovo. Тук е окей. Тук нямаше да го по-добро, тук е солото само. Тук е исто добър. Трябва да си го направят. Има дупки, да го изгребат ева наново. Просто. Kako je? Dobro jutro. Skopje li si? Dobro, dobro, тук носа некои работи за... Дадова ми некои са печатили нещо за пинг-понга, на кой да ги оставя? Да, на Ванчо. Добро. На Ванчо. Добро. Айде, ще се видим. Чао.
Това делче, бе. Брат, кой те знае, ти рано спиеш, не мога да те буда толку рано.